Moj život, moja sudba, moj dom. Во 1924 година во полн ек била изградбата на скопската населба Дебар Мало. Населбата се градела во периодот од 1923 до 1928 година. Покрај македонците тука се населиле и срби и неколкумина црногорци, главно дојдени по Првата светска војна. Дебар Мало е дел во Скопје каде се сконцентрирани најголемиот број кафеанчиња, но во секоја скопска населба има локални кафеани, каде и оние со помал семеен буџет можат да си дозволат, како што тоа сега се нарекува, време за себе. Секој од меанџиите во Дебар Мало нудел нешто друго, поинакво и пооригинално. Според записите од 1924-та, најомилената забава на скопјани била посетата на кафеаните. Пишува во трудот «Животот во Скопје меѓу двете светски војни». Во Дебар Мало тогаш постоеле две кафеани. Едната се викала Нада и била собственост на Трајко Георгиевски Ќорот, а другата кафеана со име Јавор, собственост на Радомир Вукичевиќ. Овие две кафеани биле главно врталиште на младите дебармалци, кои овде навраќале секојдневно. Кога не биле на фудбал или во кафеана, младите крстосувале по околните овоштарници или ја посетувале така наречената руска плажа на реката Вардар. Тогаш во Скопје постоеле 300 јавни локали, кафеани, пивници, барови, бифеа, крчми, меани, се додава во овој стар запис. Во ноќните часови кафеаните од семени се менувале во боемски места, што полека на радост на скопјани се враќа во скопското градско секојдневие и денес. Мојот дом, мојот живот, моја судба. По завршувањето на Првата светска војна, бројот на ученици во Скопската гимназија нагло се зголемил. Така во учебната 1924-25 година се формирале дури 29 паралелки. Веднаш било поставено прашањето за проширување на зградата на гимназијата, па дури и за отворање нова гимназија. Тие две прашања биле веќе решени во 1925-та. Истата година се отворила женската гимназија, а на старата зграда бил дограден еден спрат. Женската гимназија била сместена во зградата на поранешната команда, на местото каде што денес се наоѓа Автомакедонија. Директор бил господинот Докчевиќ. Во Скопската гимназија останале само машките ученици, а името било сменето во Прва машка гимназија. Зградата имала само училници, без сала за вежбање, а немала ни посебни кабинети. Директор на машката гимназија бил Васил Илјоски, или според тогашните правила во кралството на србите, хрватите и словенците, Василије Илиќ. Така беше во Скопје пред 100 години. Moj život, moja sudba, moj dom.